ние овие пари до сега што сме задолжени како држава, ние не можеме да ги враќаме и во нареден период ќе биде уште потешко да ги враќаме затоа што имаме број на работоспособно население кој што се намалува. Имаме број на пензионери за кои што државата има поголеми давачки у пензии и у здравствено осигурување и нашата економија во наредниот период ќе расте за 2-3%, потоа ќе почне да паѓа, затоа што кај нас ќе нема нова работна сила. Математиката е едноставна. Која компанија у Македонија ќе сака да инвестира или да, не знам, да прави некој успешен бизнис тука во државава, имајќи во предвид дека знае дека ако не сега, за 10, 15, 20 години, таа стапка, рамна стапка на данок од 10%, веројатно ќе се качи на 15, на 20%. И не само тоа, дополнително ќе мора да се воведи и прогресивен данок, што значи дека сите оние кои што се предприемачки ориентирани и сакаат да инвестираат во оваа држава, знаат дека во наредните години даноците и давачките кон државата ќе мора да порасне за да се сервисираат овие кредити кои што ги земаат, кои што ќе се употребат за проекти кои што ќе немаат никаков поврат.